Бремените жени кои имаат здравствено осигурување од денеска нема да плаќаат за гинеколошки и микробиолошки прегледи, биохемиски анализи, вклучувајќи го и породувањето, како и за советување при посета од страна на патронажните служби. Овие услуги од 1 јануари идната година бесплатно ќе може да ги добијат и жените без здравствено осигурување. Па мислам дека е борет и крајно време веќе беше. Па да, нормално дека е позитивно. Тоа му помага на жените. Не знам, уште поиќе ќе се зголеми бројот. Мислам дека да. Го оценувате како? Да, како позитивно. Новите мерки на Министерството за здравство се во насока на унапредување на здравјето на бремените жени и доенчињата. Сите здравствени установи во државата нема да им наплаќаат партиципација на бремените жени, а средствата за партиципација ќе ги обезбеди Министерството за здравство од сопствен буџет. Битолчанки сметаат дека овие мерки ќе придонесат и за намалување на смртноста кај новороденчињата. Па со редовни контроли би требало да ги намали. Па овде прилично сега се намалува бројот на наталитетот, па се надеваме за подобро да се зголеми бројот. Во рамки на новите мерки на Министерството за здравство е и проектот Домашна визита, кој предвидува патронажните служби од здравствените домови да стават посебен акцент на посетата на бремените жени од социјално ранливите групи. Бројот на жени од социјално ранливи групи во репродуктивен период од 16 до 49 години во државата е околу 70.000. Тие ќе бидат советувани да се јават на матичен гинеколог и да ги прават потребните прегледи бесплатно. Оваа активност почнува од средината на овој месец.